Уште 3 дена до протестот во Гевгелија на кој граѓаните ќе го искажат револтот против отворање на мали хидроцентрали на планината Кожов. Активистите се револтирани од најавата да се градат хидроцентрали на реката Дошница. Велат дека се подготвени за борба против уништување на природата, втора во неколку години, откако се изборија против отворање на рудник на истата планина. Какви хидроцентрали ќе се градат на Кожов? Тоа е прашање од $1.000.000 и веројатно одговорот го знаат само тие што поднеле барање за изградба на такви мини или мали хидроцентрали и тие што дале дозволи, ако дале дозволи. До јавноста нема никаков податок, освен дека 2020 година Советот на општина Кавадар се едногласно дал позитивно мислење за изградба две мали хидроцентрали на реката Дошница во срцето на планината Кожов, во местностите Баров дол и Папради. Тоа е до сега се што се знае јавно и што може да се стигне до некој податок и исто така се знае дека веќе неколку градежни машини се качија горе на Кожов и почна со некои подготвителни работи. Еве, илјадници луѓе во овие 2-3 години одат за смрлија вода, сведоци се знаат таму што гледаат, а ја гледаат Коњска река во течение од 5 км, каде што треба да течат минимум 30 до 40 литри во секунда, тој им е биолошкиот минимум. Тоа го знаеме дека кога ја добиле дозволот им рекле испод 30 литра ова река не смее да има, па да ви кажам дека повеќе од 6 литра никој пат немало. Луѓето тоа го гледаат, го знаат, никој ништо не презел за таа работа и не превзема, бидејќи замислете во Македонија нема лиценцирана компанија која што може да го измери протокот на вода во една река. Страмота и брука, немам друг коментар. За владата пак отворањето на овие хидроцентрали не е конечна. Премиерот Ковачевски во Гевгелија рече дека граѓаните ќе бидат прашани дали сакаат мали хидроцентрали. Се работи за хидроцентрали кои што се како постапка законска започнати 2016 или 2017 година. Значи пред веќе 6-7 години. И согласно со закон, инвеститорите имаат добиено дозвола да можат таму да градат хидроцентрали. На барање на населението, кои што се против изградба, Министерката за екологија имаше состанок и тие беа информирани дека таа постапка е водена со години и е завршена согласно со законските процедури. И дека раскинувањето на договорот значи плаќање на пенали и обештетување на инвеститорите, бидејќи тие добиле дозвола согласно со закон и согласно со законски водена процедура. Дали тоа ќе биде случај? Секако дека министерката ќе разговара повторно со локалното население, со сите, бидејќи сепак тоа е објект кој што ќе треба да биде во рамки на просторот на руралниот дел на Гевгелија. И сметам дека исто така треба да се почитува и мислењето на граѓаните. Мене ме зачудува нешто друго, како тоа во 2016 година не се почитувало. Или немале можност да го кажат тоа граѓаните, или не го кажале. Ги немам тие информации. Меѓутоа, еве, бидејќи ние сме демократска влада, секогаш ги сослушува граѓаните во однос на сите проблеми и согласно со тоа и ќе се носат одлуките. Меѓутоа, мора да се знае дека раскинување на таков договор со инвеститор кој согласно со закон во текот на 6-7 години обезбедил дозвола може да се направи само преку обештетување на инвеститорот. Гевгелија прва во југоистокот ја започна борбата против геолошки истражувања за минерални суровини, за отворање рудници на планината Кожов. Активистите велат дека планината и природните ресурси што ги поседуваат нема да бидат предмет на бизнис интереси на поединци и групи.